Овозможено од Универзитет Скопје. Поддржано од Newborn Clinic, Ананас МК, Земи пари, Мintins, Халкбанка. Само нека прозвучи нешто конкретно. Добре ми дојдовте. Време е за нешто конкретно. Бидејќи сме во време на големи ветувања и големи очекувања, одлучивме да го поставиме прашањето во што да веруваме и дали ни остана нешто на кое што можеме да се потпреме. Едно истражување вели дека колку повеќе старееме, толку повеќе веруваме во Бога, но важи онаа констатација дека колку повеќе ги запознавам луѓето, толку повеќе им верувам на животните. Неодамнешното тестирање на довербата кај македонците покажа дека македонците најмногу веруваат во армијата и во верските институции, а најмалку на судовите. Кога станува збор за машко-женските односи, во тој случај важи правилото. Повеќе веруваме во машките другари отколку во другарките. И многу поголема доверба уживаат колегите отколку колешките. А во однос пак на партнерските односи, тука важи правилото. Во маш верба немај, но и правилото дека Господ треба да чува од женска белја. Во што верувате вие? Во човекот? Во она што го кажува или пак се потпирате на сопствената интуиција? На овие прашања барам одговори од овие гости. Тој е представник на оние кои повеќе се дружат со животни отколку со луѓе. Од кобили преку кокошки, кози, слонови, лавови, волци, лисици и змии. Со сите животински видови досега излегол на крај. А како стои со човечката раса? Ке ни каже Војо Иванов. Таа е дипломат од кариера и професор на Универзитетот Скопје, сопруга, мајка на 2 деца, вечен оптимист и борец за положбата на жената во општеството. Битолчанка по извод на матична книга на родени, Скопјанка заради љубов. Доцент доктор Викторија Трајков. Во една прилика овде кај нас кажа: верувам дека талентот е на прво место, но без пари и без добар грб не можеме да зборуваме за успешна кариера. Си го држили ставот или со новиот сингл друго? Сака да ни порача нешто друго. Ке ни каже пеачката Ивона Јовановиќ. Ивона Јо, тој е представник на институцијата во која граѓаните најмногу веруваат. Дали е тоа затоа што ја сватиле суштината или во овие времиња се држат до тоа? Господ нека ни е напомош. Ќе го прашаме отец Бобан Митевски, свештеник во Македонската православна црква. Само нека прозвучи нешто конкретно. Драги гости, добре ми дошле. Добре ме најдовме. Благодарам. Ајде на почеток да слушнам. Дали верувате дека ќе имаме добра емисија? Сигурни сме. Сигурни се? Да. Потврдуваме? да. Така е. Така ли? Добро. Пазите Зависи што од Војо. Од Војо зависи. Од кај јас се? Отец Бобан да прашам. Нели во Бога веруваме? Па ако има некое добро изненадување, Да? сигурно. Добро. Дипломатски беше ова. Дипломатски беше тој одговор. Добро. Сега, Војо, важи ли правилото дека луѓето кои што сакаат животни во суштина не може да се лоши луѓе? Не знам, не би рекол. Не би рекол. И онас моментот со као животното ако те сака дека ти си добар или лош човек, не знам, и тоа некако ми падна во вода, особено во последниве години. Работам во јавна установа и се што се изнагледав. Ама дефинитивно да. Повеќе им верувам на луѓето, на животните, луѓето ги ставам во втор план секогаш. Интуицијата или она што е природно, мислам дека тоа некако повеќе ме води, она пилето од внатре, отколку на кажаното или можеби на луѓето околу мене. Добро. Да. Па што седиш со нас Сурово луѓе? го почнавме. Што седиш со нас вака луѓе? Цел ден сум со животни, викам, малце меѓу луѓе да се помешам, Малце да развиеш, а? да разбијам монотонија. Добро. Викторија, бидејќи те најавив како битолчанка со извод битолчанка, ама од љубов си скопјанка. Има ли шанси битолчанка да стане скопјанка? Никогаш. Зошто?
Па не се даваме ние сме посебен вид кој што живее на таа страна од Македонија. Не веруваш дека некој може да те разувери во тоа дека треба да станеш Па еве Скопјанка? веќе 17 година никој не успеа да ме разувери. Добро. Држи се до тоа. Добро. Сега, Ивона, кога беше гостинка во една од претходните мои емисии, веруваше во тезата и дали се уште се држиш до таа теза дека колку и да имаш талент, доколку немаш доволно пари за да го надградиш и да го прошириш талентот, односно да пееш, да настапуваш, ништо не ти вреди талент. Секако да одговорам. Дали веруваш во таа теза се уште? Секако дека верувам, но после емисијата се здобив со многу критики пристигнати во мојот инбокс, затоа што сум поставила акцент на тоа, воопшто не ми беше акцентот дека е потребно, но нели јас како и секогаш сум реална и сакав да го облагоденам и тој момент, но верувам, да, верувам, се уште живееме, ништо не се сменило за година дена, освен ја и моите некои ставови, и многу ми е драго што баш во моментот кога ми стигна пораката дали би сакала да бидам во оваа емисија, ја нешто поврзано со темава, имав некои искушение и многу ми е драго што сум тука, онака ептен се радувам и многу сум болна, се извинувам за моите проблеми при говор, ама по никако не сакав да отсуствувам од емисијата. Ти благодарам многу. Благодарам. Отец Бобан, како представник на една од институциите во која граѓаните најмногу веруваат, како вас ви звучи ова, дека граѓаните повеќе нема во што да веруваат, па одлучиле ќе веруваме сега во Бога, или во суштина сватиле дека единствената вистинска вера е вербата во Бога? Па да, но да не изначуваме вербата во Бога со, би рекол, верба во човекот. Во дадениот случај не зборам за верба во институција, иако малку ми е чудно што така постојано котираме високо како верски заедници. Зошто чудно? Па некако, не знам дали е по интуиција, ама од предходните тројца говорители сте не собрале некако после премрежја поминување во животов и веројатно интуиција. Па така сега малце говориме попредпазливо, нели имајќи го тоа искуство во животот, животното искуство. Јас би рекол така, затоа што јас секогаш сакам да тргнувам од самокритичноста во нештата, не сакам тоа да биде празна фалба и дека подобро е кога човек се смирува преку самокритиката за да може да го изнесе подобро тоа што треба од него да излезе, ама најмногу, јас секогаш верувам во тоа да го слушне другиот. Затоа што сепак критиката е главно мерило за многу нешта во животот. Добро, значи вие повеќе ви поверувале дека ако ве критикуваат како верски институција отколку ако ви веруваат? Па има Тоа би една било максима. поверодостојно? Да, во духовниот живот има една максима, штом те критикуваат на добар пат си. Добро. Одличен ми е патот. Одличен ти е патот, Што себе? Супер сме. Не приземји нас сите. Така, реков отец Бобан тука, значи гласот за да не среди сите. Добро. Сега вака. Има ли доверба на прв поглед? Што мислите вака, кога ќе се погледнеме меѓусебно, дали некој човек може на прв поглед да влие доверба кај вас, да му како ви изгледа? Војо, може нешто такво? Ајде. Веројатно да, тоа е некое шесто чуло, нешто што го носи секој од нас и веројатно некакво онаја што велам релација, енергија и може би да се каже дека постојат луѓе со слични енергии на кои што може многу лесно или така брзо да се довериш или да се отвориш, да, но не верувам дека секој така лесно приоѓа кон отварање со други луѓе. Дури еве јас кога и на деца кога им зборам, стално им велам бидејќи од една страна сакам и да ги дефокусирам од наметнатиот страв од моите животни, од рептилите, од поготово влекачи, нели, змии, гуштери. И знам да им речам, ама доста се плашите сега од змии, плашете се од лоши луѓе. Луѓе знаат да глумат дека ви се пријатели, а да ве повредат. Нели оној муабетот со пријател, не ми ги врати парите, и ти си велиш, па како нели имаш доверба во него? И ти си велиш, па да, тој толку ми беше близок што јас му доверив пари, ама еве го изгубив и како пријател. Тоа е многу често приказна во... Значи, пак ќе речам, плашете се од лоши луѓе, луѓе знаат да глумат дека ви се блиски. Животни секогаш ќе ве предупредат. Ако продолжиш, си ја бараш белјата. Добра, луѓето не, они до крај. Да, они одат до крај, да. Так, како стоиш ти со доверба? Некои луѓе ете така да ти привлечат енергија, да речеш дека овој човек е
Но не знам, јас имам 38 години, ама некако за овие години веројатно и сите овие работи со кои што се занимавам и се работам, се што се изнагледав. Може би не може на прв поглед некој да речам еве сега 100% да му верувам или веројатно и јас како човек, како единка имам некаков сигард према останатите што се треба да прикажам, а што се треба да го скријам. Треба многу за да некако да барем кај мене, јас сум таков карактер, кај мене треба многу за да можам јас да бидам 100% таа Викторија за која што многу малку луѓе ја знаат. Можеби ајде тој дел од јавниот живот, дипломатијата е еден дел во кој што нели не учи нас дека треба малку така да бидеме како да кажам, постегнати, да немаме фацијални експресии многу и така натаму. Можеби тоа ми е еден дел негативна страна од човековиот карактер, но верувајте ми дека гардот кој што еве така го имам поставено низ годините ми донело повеќе успех отколку Добро искуство. Негативни работи. Ивона, како е кај тебе, имаш ли луѓе на кои што ете така од прва можеш малку повеќе да им веруваш отколку на други? Како се движи времето се помалку и помалку. Порано бев многу верлива, но професијата со која што се занимавам никако не ми дозволува. И од огромен екстроверт се претвори во огромен интроверт и се заштитив на тој начин. Некои луѓе веруваат тоа, велат дека тоа е лошо, дека е подобро да си отворен кон повеќе луѓе, но јас сакам да си ја заштитам таа моја енергија. Имам двајца без тројца луѓе во мојот живот кои што ми се блиски, на кои што им верувам, па можеби и на нив не им верувам. Понекогаш и на самите себе не можеме да си поверуваме и затоа еве ќе го спомнам и ќе го почнам, сигурна сум дека ќе има прашања. Постот денеска прочитав, затоа што по втор пат во мојот живот постам, прочитав дека е една лекција за да кажеме не. И со текот на времето се повеќе и повеќе им кажувам на луѓето не и го учам тоа и еве можеби преку овој пост и се повеќе ќе научам да го правам тоа, но не сум лековерлива и многу ми е драго што е тоа така и што научив да кажам не и на оние на кои што мислам дека можеби треба да верувам. Добро. Отец, како е, значи постојат ли некои луѓе кои што имаат поубава енергија за да може полесно да се отвориме кај нив или треба сепак да бидеме предпазливи? Па секако првиот контакт мислам дека е важен и дека ја пружа таа можност да се отвориме и да воспоставиме таков еден добар пријателски однос, ама во онаа фаза во која што може да биде во почетокот. Потоа на подолги стази искуството ќе каже или ова или она, а често се случува, така каже, спротивното на тоа што било во првиот контакт, но јас, имајќи го искуството досега во животот и не само животното искуство низ годините, туку повеќе она мисионерското искуство, сум за следново. Ако човек премногу се фокусира на тоа, да внимава, да пази, тоа е тежок живот. Живот во постојано трошење и на себе си, трошење на енергија, на многу внимавање, и јас сум за она другото. Давај какво што ти е срцето, давај се себе си, па наградата ние чекаме од некој друг, а не од човекот. Па ајде да видам сега колку имате доверба во мене на прв поглед. Можам ли да ве тестирам? Можеме ли да донесеме една кутија и јас ќе ви кажам нешто, а да видам дали ќе ми веруват или нема да ми веруват? Не знам. Не знаем. Што? Што не чека? А вака ви изгледам како човек од доверба? Јас не им изгледам. Кај мене гледате, кај мене сте. Мене да. Добро. Океј, стави го доле. Добро. Тебе како ти изгледам, Ивона, како човек од доверба или не? Ја немам коментар. Немаш коментар? На прв поглед да, на втор веќе би се подразмислила. Добро, имам само еден глас за од отец Бобан, имам, значи ми довери. Многу брзо го кажа. Многу брзо го без кажа. двоумење, беше так. Добро. Почни да На втор поглед Ивона нешто ја напусти емисијата. Како ти изгледам? Па, види вака сме. По битолски кажи ми. Не може. Не можам. Баш го кажа. Не можам, тоа е тоа.
Ти Војо? Мора да можам ја. Мора да можеш, нели? Тој соучесник мора. Да, кој рече дека е соучесник? Не, не е соучесник. Интуицијата. Ова е добар социјален експеримент. Да, сега вака, има еден момент, морам пред да го пробаме овој експеримент да прашам. Змијата која што е во спотот кај Ивона, таа е една жолта долга змија. Незиното име е Жане. Жане. Сите сличности мојата со Жане. реалното. Сите сличности со Жане. Жане од пилот иде кадрово, сега. ствари не се тоа. Да, не. Од кај го даде името Жане? Башка е Демек плава. Снежана, дека бела, дека светла и така На Галено беше ово. Да. Жане. Не полоше на роден ден кој ќе ми реши од баба ми се вика Жане и ја покажува кам ќути баба ти е тука ќе ме колне ќути. Баба ти Не сладка. ја кажувај на баба. Добро. Пак малку ви направи она дистракција од моментов. Значи вака сега. Ако ви речам дека во оваа кутија нема ништо кое што е живо, дали ќе ми поверувате и ќе ја ставите раката или ќе ми поверувате и нема да ставите рака? Ивона. Ке ти поверувам и нема да ставам брак. Пала? Па Викторија? јас најчесто во 99,9% од случаите ризикувам, така што ќе ставам рака. Ќе ставиш рака, добро? Ти Воја? Па не знам дали си за верување. За верување сега. Ќе ти поверувам, ќе става. Ќе ставиш рака. Да, Отец? ќе се излежам. Па и ако кажев дека имам доверба, значи ќе ставам рака. Иако Се премисла. иако го живеам она види, па после. Ше Исто, сигурно. ништо лично. Така? Значи, ти не ставаш рака, ти ќе ставиш рака? Ќе став. Ти ќе ставиш рака. Човекот кој најмногу му веруваш, испада што не ми веруваш. Отец, Не ставам рака, реков. ставаме рака? Да. Добро, Идеме до окей. крај Ќе си сега, го што? чувам тука до крај. Па, Да видиме што има внатре. Пазите што сте рекли. Ве држам напнати цела емисија. Океј? е пудра нешто. За Добро. тапкај. Ајде сега да видам. Веруваме повеќе во луѓето или во животните? Тоа го реков, нели? Слушај ме сега. Аха, А да имам продолжува. брзи прашања. To be- мгм. Веруваш повеќе на змија или на жена? Змија. Жена. Жен. Змија. Добро. На куче или на колега? Куче. Куче дефинитивно. Кучи. Куче. Колегите што ли ќе речат, Боже? Утре сите намкјор. Утре намкјор на работа. Добро е што јас се плашам од кучиња, па морам да ги сакам колегите. Овие сумњиво те гледаат сега, не знам. Нема камера Ќе напаму. видиме. Или мора да се Океј. смеат. Или Морам морам вака да се ги смеат, имаат. да. На волк или на противник повеќе му верувате? На противник, да. На противник? Да, да. Па да, и јас исто на противник. На противник, да. Се ми е непријатно да кажам на волк, ама на волк. На волк, а? Да, да. Добро. Не мора аргумент. Океј. На лав повеќе ќе му поверувате или на поранешен пријател? На лавот дека нема да ве нападне? Или на... Ова измешани се работиве, да. Веројатно животното повеќе ќе му дадам јас приоритет. И јас исто на лавот. На лавот, а? Поранешен пријател, лич, кртај тоа. Па на поранешен пријател На, повеќе. ќе му дадете шанс. Аха, добро. Јас ги расчистувам работите со поранешните пријатели, па с обзир дека е се расчистено, би дала шанса на поранешниот пријател, затоа што е се расчистен. Сега, пред некое време беше и простувањето, односно беше прочка. Сега, што правиме со оние на кои што сме им простиле, ама никако да се опаметат? Што правиме со тие луѓе? Мене мама ме учеше и уште ме учи дека простуваме ради себе и ради внатрешниот собствен мир, а не на човекот кој што ни изгрешил. Така што јас во целиот мој тек и целиот мој живот се лутев, нешто се бунтував и кога си опростив и на самата себе и на сите луѓе околу мене, почнав да го живеам собствениот мир. Така што јас сум за секогаш опростување и собствен мир, а немаме влијание врз другите луѓе, имаме само влијание врз нас. Ти на кого попрво простуваш? Ако те касне змија или ако те касне човек? Не им ни замирувам на животните, заради тоа што тие се секогаш нели со тој инстинктот. Ја пак се реков, јас сум тој што се меша во нивниот свет и си ја барам белјата. Ама на луѓе чудна работа простив пред некое време и тоа на работа што не ми се веруваше, ама да, простив на колега што верував дека
можеби и до крајот на животот никогаш нема да сакам да прозборам, ама осетив покаяние и веројатно тоа беше она што ме движеше, а тоа реков, зашо сега шанса да не дадам, нели? Некои луѓе се коригираат можеби во текот на животот, па да си дадеме шанса. Ама тоа ме изненади. Искрено во сите овие мои колку 40 ја, не ми се случило така лесно да поминам некоја работа за која што претходно сум имал цврста одлука дека тоа е тоа. А со животинче да се скараш или не знам да го удриш, да го речеш више не доаѓам, не сакам веќе да влегувам кај слоновите? Не, тоа нема шанси. Нема шанси? Не. Браво. Добро. Викторија, како е кај тебе? Јас растев со баба типична битолчанка. Тоа знаете Шо како викате, изгледа. баба? Тоа секоја недела треба на фризер да се оди. Тоа така изгледаат битолчанките. Секогаш ми викаше Викторија, тие по тебе со камен, ти по нив со леп. Така. И некако тоа ме води во животот и понатаму. Сега и како мајка, и како сопруга, и како пријател, другарка и така натаму. Сметам дека колку повеќе добро правиш, да, можеби во моментот нема доброто да се врати, меѓутоа гледано на долги стази сметам дека и простувањето и правењето добро е нешто за кое што треба да биде карактеристика на секој од нас. Добро, ајде сега точно да го дефинираме простувањето. Факт е дека простуваме заради себе, меѓутоа што ако таа другата страна рече, окей, сум го зезнал, сега ми прости, значи јас сум во право. Тогаш како со тоа чувство да се справиме? Па во простувањето нема суета. Значи простувам затоа што сум на едно повисоко ниво од тој што ми сгрешил. Простувањето не е слабост, туку напротив, простувањето е храброст, сега ќе кажам машкост, иако се однесува и во контекст нели на и женскост. Да простиш не значи дека треба и да продолжиш да комуницираш, но простуваш за во своето срце да правиш место за да не мразиш и да не се исполнуваш со гнев. Во Светото писмо има место каде што се вели треба да простуваме 7 пати по 70 и уште по толку. И ние секогаш велиме, ако Господ нам ни простува, зашто ние да не им простуваме на другите? Ама има една друга реченица, сега малку звучи така погрубо, не го фрлај бисерот пред свињите. Сакам да кажам дека со текот на животот, давајќи една-две шанси, ќе видиме дали ќе ја дадеме и третата шанса во незината целост, или пак ќе кажеме, оди и не греши повеќе. Значи 3 шанси. 1, 2, третата толку. Може би некаде и повеќе, но некаде може само некаде само една ќе има, да не ги зависи од контекстот, зависи од човекот и така. Да, ама битно би требало да дадеме шанса. Ти колку шанси даваш? Не ми изгледа поише од 2 дека даваш. Зависи кој и како, зависи од ситуацијата. Обично кога нели сакаме некој да ни поверува нешто, обично знаеме да се колнеме. Жими ова, жими тоа, жими партија, жими ова. Сега. Имате ли вие во нешто во што така знаете да си кажете жими змијата, жими пајакот? Не. Не, некогаш кога сакам да уплашам некого го користам тоа, ама ако знам дека ќе ми поверува. Ајде кажи што користиш. Ако ми се чини дека ќе ми поверува на тоа, знам да го кажам. Како викаш? На работа имам една заради тоа што половина ми се големи верници, ги тераат сите пости, ги тераат сите тие протоколи и знам да ги уплашам кога ќе сгрешат нешто сериозно, а при тоа не покажуваат покаяние и само им велам ќе си одговарате. Едни пред судот, други пред Бога. И ностоп им го повторувам истото. Други пред слонот. И ме знаат, онака вика, тебе го овој А пак во е се пред не го Жан. викате. Да, пред Жане ќе одговарате. Змијата. Едни пред судот, други пред Ама, Бога. Ке ги фати кога тогаш. Види. Тука или тамо. Во е преаќа порака до колегите. Во има мисија колегите, Во има мисија. Добро. Не ми кажава што се колнеш. Жими што? Верувај Не. ми, жими тоа. Не, различна е клетвата, не. Како и да се вика тоа, не го Да се користам. заколнеш во нешто, Шала не. на страна, Не не го викаш користам тоа, да. Ми Жими верувам. се, жими, како некоја узречица, како ќе Жими го све. кажеме тоа на македонски, да. Ама не е нешто конкретно баш и не. Немаш ништо конкретно. Не. Добро. Па не знам, како дете, како тинеџер, можеби сум имала некоја таква... Што викаше тогаш? Па не знам, жими ова, жими она, тоа. Типично и кај нас у крајот е тоа е тоа. Сега ми е многу смешен синот, пошто она е као сега у филмот, има 10 години, у филм Кошарка и се останато тоа тренинзи и така натаму.
И кога нешто се дешава или треба да се направи, жими кошарката, не, ја не сум тој. Жими кошарка, гледаш колку му Викам, што има врска сега кошарка со ова? А чекай, не е она битолско жими тебе? Да. Жими тебе, да, има такво, Жими тебе, браво. зашо мене? Да, жими тебе, нема врска. беше Па покултурна. Затоа што Жими се уште тебе. не сум ја отворила кутијава, разбираш ли? Сакав на шмек да фатам. Жими тебе? Жими тебе, Снеже, не лажам. Жими Па тебе, има да. и уште некои такви И вона типа по варијации. таке независни. Јас како синот на не ви го знам името Викторија. на Викторија, гласот мој нели. Аха, Е тука да, живот тоа глас, е зашто тоа. сите ќе ми веруваат на гласот, ама како тинеџерка ништо сега не. Жими гласот, да? Сега се Добро. нели во Ајде да себе. го заокружиме ова. Дали тоа што ќе се заколнам во нешто, во суштина би требало да ми поверувате, да ми... Не знам, мене порано страф ме фаќаше. Ето, тоа сакам да прашам, Да. дали има страф или не. Сомнеш ми Да, даваме. обично се колневме како деца жими мајка, велевме. Да, е, баш Ставајќи тоа е го Да, како- она најсветото, нели, може би мајката како нешто што треба да даде сугестија и така натаму да биде премногу како да изврши влијание. И јас сум го поминувал тој пат, но кога прочитав во првите години во богословија, во Евангелието има твојот збор да биде да или не, се што е повеќе од ѓаволот, па повеќе на ова од ѓаволот ме исплаши од колку да или не. Од тогаш не употребувам, значи, клетви, затоа што сметам дека секој човек треба да биде стабилен и да си го каже тоа што треба да си го каже и тоа е така. И секогаш да кажува вистината и да биде директен. Значи да не се применуваат оние жими тебе, жими мене, жими све. Така, посебно не жими тебе. Да. Тоа никако добро. Сега спомна како дете, нели, по она во што сме се колнеле, меѓутоа како деца имавме и различни верувања, во све нешто дека верувавме или па не лажеа нашите. Повеќе било за нели некаков страф да имаме од нештото, односно да не направиме беља некоја, така ли? Војо, кој е твоето верување како дете? Мене и ден денес ми се случува на детски роден ден, или кога носам дел од мојата фамилија. Која фамилија? Да знаат возрастни луѓе да дојдат и да ми... Носам дел од мојата фамилија. Да. Која фамилија? Да, рептилите. Пајаци, whatever. Тие ми за мојот социјален круг. И знаат возрастни луѓе да ми дојдат мртви ладни, нели да речат: "Те молам, дај да погалам змија, ми се потат рацеве." И добро викам зошто? Па рече: "На тој начин змијата, не знам, го повлекува. Тој демек нема да ти се потат рацете." Море, викам, јас 100 години сум со нив, уште ми се потат рацете, да нема врска змија нема. таму. Или оној другиот муабет ме покака врапче, нели? И демек среќа, викам, јашо еден среќен, цел ден во она другото. Ја од птици, ја од слонови, една среќа, викам, ја во животот што имам. Па среќен Така и си. ова. Види колку си среќен. Што значи ако те покака? Да си испереш, што значи? Веки ти, Да, имало ти во разни што верувате вие варијации. таму во Битола? Разни варијации на сето тоа, тоа со мастиката е Што е со најако, ако демек ако ја голтнеш мастиката, готово ќе ти преплет црева, ќе ти се исплетат цревата. Тоа најчесто било, ама ја бев многу дебело дете кога растев. И мене најчесто ме плаше не јади благо, ќе нема фустан за тебе. Така што тоа ми е уште травма во животот. Овој булинг Сите ние тоа. вака полничките. Сега имаат индустријата е oversized, така да за сите има. Ништо немаше, јас сум ронела солзи у гардероба тогаш, така што тоа уплавот уште стои. Добро. Ивона? Јас, доколку излезеш од врата со лева нога, а денот ќе ти почне така ќе ти заврши. И со десна, нели обратно. А и поврзано со храната, зашто и јас секако со мојата тежина и килажа цел живот, немаше, и тоа го научив сега, од како студирам нутриционизам, немаше јагле, хидрати и протеини, тоа се врзува едно со друго и тоа не е добро. Тотален абсурд, тоа е, дури не е ни смешно, туку е едно едно побивање затоа што не е така. Не е така. Се си има своји начини на Дозиран. варање и слично, али ете како. Значи месо и компир може. Може. Се у нормала ако што е, може. Добро, а со мастиката, тоа за голтањето мастика? И тоа не дека преплет црева не можеме да добиеме, ама дека мастиката се задржува во нашиот организам подолго од 24 сати не може да се свари, тоа е точно. Аха, добро. Така што Добро, нешто има делумно ви нешто, стои. има нешто, да. Добро, отец Бобан, имаме верување? Да, јас би ги поделил повеќе на
страв, нели така? сеење страв, како да кажам, па нели не лажеа со бабароги, со не знам што, со црнила и не знам што, да. Полицајци. Па најчесто и со свештеници, на пример ако ти го пресече свештеник патот, лоша среќа ќе те следи. Да, и ова не е. Тоа не сум го знаела. Да, мене ми се случи, јас се уште бев цивил, но мојот колега беше свештеник и пешачи мон дека и беко полициската станица, ни доаѓа во пресрет една жена и вели: кај дојде сега ти кон свештеникот? Јас викам: зошто, мајче? Па вика: да ми го пресече патот, ќе ме следи несреќа. Како, викам, свештеникот кој дели благослови, Да. нели ќе те следи несреќа. И тоа најчесто се верниците. Да, да. Што така Што е, Жане? Од мене од лифт бегаат. Ќе влезам, јас веќе сум во лифтот и ако влезат некој ќе и ми се има 2-3 пати случајно. А јас стално сум со ранци као самарче. не знаат што ќе И има. онака ќе им текне и До први што ќе со овој излезе. лифт. Да се заглавам со овој. Така. И она второто, нели, кога се плашиме од нешто заради суеверниот момент, нели, црна мачка, ако ти помене. Јас се сеќавам на едно нешто, во тоа верував едно време, за жал. Ако видев бандера во вид на единица, мислев дека ќе добијам на школа единица. Така, да. Добро. Колку чавки, толку петки. Така ли? Леле, и фаќавме земјата. Колку чавки, толку да. петки ги броевме. И тоа Така е, е така е, поврзането Па не со знам, бандера некој. детелинката со 4 Да, листа. да, Да, добро, тие се некои, да. Да, ма и ова со бандерите беше или Л као лоша среќа нешто беше, да. Авиони, летки која, нели, се сеќавате летки кога Авионче, прва среќа, чичко пушти летки. Пушти летки за нашите Да, тоа петки, ми се- нешто така да, имаше. да. И дедо ми фрлаше бомбонче, обавезно, и паѓаше, ние не можевме да го видиме и верувавме у тоа. Како мали, мислам, тоа е Да, ма еве тоа. потврда за едно верување. Или со забот нешто што беше као дете па го фрлаа на керамика. Да, Или тоа сега Или во перница, да. Или го под перница. Па да точно. собуваш нешто, да, сите тие работи. Да, ама денешни ведеца немаат ништо, мислам дека во такви Не, нешто верување не веруваат. Имаат. Има уште тешки суеверија, нели, да Да? не раскажам јас и од праксата наша. Во што веруваат? Ајте да слушнем. Не Сега тоа е нешто најонака. Да не биде многу морбидно, нели? Ако некој почине во семејството, ставаат нешто живо, животно домашно обично, кокошка во ковчегот, нели го затвараат за да не би умрел некој, за да не би починал после тоа некој друг. Мој колега ми раскажуваше, имаше таква ситуација и тоа му беше на вистина страшно. Вели, јас го почнувам опелото затворен, нели ковчегот, мислев дека така сакале, нели? И се слуша од нешто внатре гребење. Вика, прво мене ме фати тремор, страв ме фати, што се случува. Потоа ми текна што може, го отвори, а вика летна. И зошто ова луѓе го правите? Па демек жртва за некој, нели, следен да не почине во семејството. Сакам да ви кажам дека нивото е се уште Така. А тоа е од стравот или ради Страв, што е? суеверие се пренесува од генерација на генерација, никој не истапува тука, можеби никој не се подигнал малце дури интелектуално, дури расудливо за сето тоа да го Образованието е. да. Епа и тука и свештеникот треба да Тоа настапи. сакавме, Да, таму каде што е Затоа свештеникот се треба да укаже, да каже, значи дека нема простор за такво нешто. Да. На крајот на Ама- криштата што е виновно животното. Ама Така е, мислам дека стравот е од тоа Божијата казна, дека се уште е најголемиот страв, дека Божијата казна Ама тоа е перцепција на Господ Така? како судија, како некој дедо кој што седи и го држи камшикот во рака. Напротив, самиот Господ за себе вели: јас сум љубов. Што сакаме повеќе од тоа за да го градиме нашиот однос со Господ. Браво, да. Тој е небесниот татко, добриот татко, ние сме неговите деца. Како секој родител што пристапува кон децата, така и тој пристапува кон нас. Некога со педагогија, некога со повеќе љубов. Така, добро. Океј, ајде сега да видам, исто имам брзи прашања да видам во што поправо би поверувале. Ајде. Ситуации? Слушај ме, Војо. Добро. Ти во што поправо би поверувал? Лавот да стане вегетаријанец или политичарот да стане чешцен? Лавов одма станува вегетаријанец. Како политичар чесен, што збориш? Сериозно? Да. Можда е така низ еволуцијата? Не. Значи, и да не може ќе стане. Попрво него овој другиот дека ќе стане чесен. Така, Тоа значи- изгуби верба дефинитивно. Добро. Да. Ајде, вака. Што поправо ти мислиш дека би се случило? Колегите да ти препуштат добра свирка или добра песна? Некој да знае дека е добра песна, ти да ти ја препушти да рече повели Ивона. Ништо од тоа, ако морам да бидам искрена, а искрена сум цело време, но преби добра свирка, затоа што добра песна ќе донесе добра свирка и така.
Така? Да, добра свирка. Добро, Ако морам добро. да бирам. Имам па нешто со политичари кај отец Бобан сега ова. Во што верувате дека поправо би се случило? Да се договорат браќа за имот или политички опоненти за коалиција за доброто на земјата? Ни едното, ни другото. Не? Па, може би браќа за имот би се договориле повеќе. Така? Во нашиот контекст за кауза тешко. Затоа што каузата на секого е личниот интерес, а не е заедничкиот интерес, така што еби ваму кај браќата повторно е личниот интерес, ама гледајќи си го личниот интерес, секој да си заврши со своето. Така што не знам. Тешко е да се одговори. Ти сакаш да го одговориш неговото прашање? Па ќе го скокнем. Ке го скокнеш, добро, добро. Во што ти веруваш дека поправо би се случило? Македонците редовно да почнат да одат на опера и балет или да почнат редовно да одат на забар? На забар. Ништо. Ништо. Добро, ајде сега вака. Не бе, ништо. Ништо од ова. Жалосно е што се помал број на луѓе одат во опера и балети, освен кога ќе дојде некое фенси име кое што не знам по рилсови или по Инстаграм го гледаме, па сега тоа ради селфито идам на опера или ради селфито што ги по социјални мрежи одам Заби се на за на балетот. Инстаграм сега да ти кажам. Заби се за Инстаграм. Да, ама сега нешто почна и со забиве што вика Војо, нешто да се промовира таа холивудска насмевка и така натаму, што сепак мислам дека може би ако начинот на смеење уствари во целата приказна. Снеже, јас мислам подобро да не се рекламира толку, ќе отидат цениве за забиве, па нема никој да одиме. Ќе го искористам. Па и тоа Да си идете држи на опера вода и балет. така. Така. Така што мислам дека едното и другото е тешко во оглед на нашиот менталитет и нашите размислувања. За жал ние одиме само поназад, не одиме напред. Не гледаме перспектива. Дури ми е жал зашто ова го збориме. Ја не можам да си поверувам, а многу ми е криво. А се почесто и почесто размислувам на оваа тема и нема што да се направи освен самата промена од нас настанува, нели, за да го смениме светот, али е жално затоа што еве веќе анализирам од страна, веќе константно можеби половина час обавезно имаме нешто да кажеме за нашата земја и за нашите луѓе, некој негативитет и тоа е многу жално. Така, имаме човек кој што има напишано книга брендирање на земја, така ли? Да. Добро, сега вака. Американците го имаат на мотото на американскиот долар кој што вика In God we trust, така? Нели во Бога веруваме и тоа е некое мото на земјата. Во Југославија ние имавме братство и единство. Кој е мотото на Македонија? Ни една вера. Имаме ли нешто такво? Ни една вера. Сега, имаме, ти викаш ни една вера. Тука имам некој кој што мене ми ги предложија, слободно извлечете по една, па ќе ги искоментираме и ќе одиме на реклами. Значи, кој би било мотото на Македонија од она кое што јас направив истражување како ја доживуваат земјата? Па да видиме дали ќе пробаме да го смениме сето тоа. Читаме или не? Па читаме им ќе ми кажувате. Ти рече ни една вера, меѓутоа можеш слободно да го прочиташ што вика твоето. Значи, бираме мото на Македонија, во кое што ќе веруваме сите како народ. Што вика твоето? Гладна кокошка просо сонува. Па не сме далеко од вистината. Не сме, а? Не сме. Добро, отец. Се дури има овци за стрижење, ќе има и волна. Вистина ли? Па повеќе ова претходно. Претходното ти гласаме мото, добро. Ајде. Кај Твоето? мене е поинтот. Трајси, прајси. Добро, твоето? Мене беше еден за сите, сите за никаде. Брат за брат, паста за заби. Да, на вистина, да. Така. Од сите по нешто. Сите по нешто. Одлично. Некако заеднички именител имаат. Имаат заеднички имена. Ама колку повеќе го дискутираме ова јавно, нели, самите себе си се критикуваме, така, си тоа, се така. подсетуваме, нели, исто и јавноста и на тој начин веројатно и влијаеме на самите себе. Јас дури на работа често пати знам да кога ќе заврши денот со колегите, колешката, знам да речам денеска сгрешив на тоа, не требаше тоа да го направиме, ама утре ќе го смениме. И дури и колешката знае на крај на денот да ми рече ајде сега, што ти беше денес маката? Што ти беше проблемот? Ама се додека го ставаме под тепих, веројатно тоа така ќе остане. Да, верувам во тоа дека искрениот пристап е единственото решение за се. После рекламите да ми смислите позитивно мото за државата и така ќе влеземе во вториот дел од емисијата. Договорени сме? Договорени. Има и друго едно мото
Американците тоа им било првото од многумина еден, така од многу земји еден народ излегол, така да и тоа им било онака мотивирачки, така да мислете, ние одиме на реклами. Само нека прозвучи нешто конкретно. Само нека прозвучи нешто конкретно. И еве сме назад, значи и гледачите чекаат да видат што има во кутијата прво, а потоа чекаат и да го слушнат она позитивно мото во кое што веруваме еве ние во студио овде. Позитивно мото за Македонија. Позитивно е, за мене е позитивно она следната генерација. Младите што заоѓаат. Јас некако во нив најмногу верувам. Прилично се и отворени и спремни за повеќе учење. Некако ние како генерација не покажавме дека многу добро и направивме на татковината. Со сите потези досега, мислам дека ја утнавме сериозно работата. Голем дел од нив ги присиливме да се иселат, да се раселат од овде, ама јас верувам дека некоја сега генерација што се создава, Значи, ќе научи од мотото е нашите. светот на младите ли остана? На младите останува, така е. Светот на младите остана, се извади. Добро. Ивона, ти имаш ли нешто позитивно? Ајде ќе тргнам од моето лично, верувајте дека можеме. Еве нека биде тоа. се дофаќа. Затоа што од вербата тргнува се, барем кај мене лично, така што верувајте дека можеме би било кратко и јасно. Добро, на младите светот останува, верувајте дека можеме, си правиме наша кампања? Наша кампања, ајде, отец. Па во црква имаме еден проект со верниците, го воспоставивме пред неколку години, го копирав од друг контекст, но ете, позитивното искуство нели влијаеше и проектот е Сите за еден. Не еден за сите, туку сите за еден. И собираме пари, секој верник дава по 150 денари месечно. И тие пари ги користиме исклучиво за болни деца, значи ги донираме парите, собираме поголема сума и ги донираме. Јас мислам дека тоа би било Сите за еден. Сите за еден, Браво, добро. Мото или слоган? Што сакаш? Ајде, на мото ќе дам. Значи, работата денес носи иднина утре. Ова звучеше бога ми. Значи да си работиме, да не оставаме на младите. Па не знам, јас се водам секогаш од тоа дека трудот и работата кога тогаш Ќе се isplata така е и дека не само што ќе му носат добро за мене, за моето семејство и така натаму, туку и за општо добро. Може би сега некој ќе каже, чекај сега, нели гледаш само за себе, обично луѓето само за себе гледаат и така се научени, но сметам дека колку повеќе сме широко градлисти, толку повеќе ќе успееме. Така, добро е сега. Верување на потпис или верување на збор? Од кои луѓе сте вие? Ма на папир све. Све на папир, све на папир. Да, јас сум за црно на бело. Црно на бело. Позајмување пари на другар, потпис или збор? Јас викам, еднаш ми се случи, велам, па добро, за ефтини пари си го дознав вистинското лице. Така. Добро. Да, па тоа толку кошта уствари некој која веќе има Значи, цена. позајмување на пари на другар не? Или со потпис само? Не, затоа што ако не може нешто да дозволи, зошто би го правил? Аха, добро. Точно. Пак јас сум моето. Ајде. Зависи за што. Зависи за што. Доколку сум позајмувала пари во ситуации другари кога биле, кога немале, кога навистина знам зашто им се потребни, тоа е се окей за храни, за кири, за слично, така што зависи за што. Доколку ја знам причината, да. Али доколку не ја знам причината и молчи другата страна, не. Кога ја знам причината, тоа и оно што го вика, кога ја знам причината, ако е нешто такво да треба, ја не ги очекувам парите назад и Тогаш ги донираш. Посекако. едноставно помагам со цело срце, излегувам во пресред во таа ситуација, ама ако знам дека од кај мене ќе земи и кида у казино, тоа е Точно, апсолутно. затоа Има еден момент посебно нели кога е доверба помеѓу деца, кога е доверба помеѓу родители, тука постојат едни моменти во кои што нели има треба да се подели имото, треба да се даде нешто и така натаму. Сега, родител ако ветува дека ќе ви го даде имотот, барате тоа да го потпише или ќе му верувате на зборот, или пак ако е обратно да речеме детето ако ви ветува дека нели ќе ве одгледа до смрт, па тогаш ќе го располага со имотот и така натаму. Значи тука бараме потпис или веруваме на збор. Оти измешани се работите посебно во денешно време. Посебно во Македонија мислам дека. Да, особено. Значи
Подпис или збор? И јас знам многу фамилии кои што се уште се фамилиарно раскарани заради имотно-правни Точно, има односи. многу, Абсурд многу за примери. мене, абсурд. Значи, се додека тоа не го решиш на време, веројатно тоа подоцна прави само многу поголеми. Тој сноубол ефект се повлекува се останато. Така да, ја мислам дека тие работи се многу лоша навика во Македонија, поготово на онаа старата генерација, дека чекаш сега нивата, станот, куќата, што и Значи да е. ти би да си подпише додека се... Така е. Црно на бело, да се реши одма на време, заради тоа што голем дел од тие технички работи влијат на многу животи, на многу фамилиарни релации, што е една навистина голема штета. Битола како е? Јас малку да. Има нешто за керката или све за синот Ма останува? нема се за синот и тоа раскарани до седмо колено. Се шалам. Не знам, јас сум растена во семејство каде што јас и мајка ми, сестра ми, татко ми сме некако многу блиски, некако така сме научени и тоа е веројатно одлика на мајка ми, пошто она е па многу силен карактер. Знае онака да пресече. Така да е мајка, битолчанка да Битолчанка, рековме. тоа е тоа, Со фризурата да пресече на маси, тоа е да Баш така. И веројатно сме секогаш во таа насока дека материјалното нема нас да не збогати и дека материјалното е на 10-то место. Треба да се гледаме со сестра ми каков однос имаме низ текот на животот и колку си помагаме меѓу себе. И дека секогаш кога да ти згусне треба сестра ти да си ја побараш. така. Така што се согласувам дека на време треба можеби да се поделат, не знаеш, доаѓаат зетови, доаѓаат си, така, не знам зетовците. што. Точно. Да, и Еве ги, тука да, правовите. влијанија и така натаму, можеби веројатно тоа може нешто да киксне во целата ситуација, но сметам дека ако доволно се растени луѓето во духот на тоа заедништво, мислам дека потписот и на крајот на денот ти се оспорува. Ти пак Така не што- Ајде да веруваме у нешто Па црно-бело. не сакам да верувам дека треба со сестра ми да се колам за една нива, не Не знам. знам, Македонија за тоа не веруваше, па на Точно, кој точно, береш, не, да? искуството точно ова во што кажува, искуството е ова. Да. Пак не е македонска, веројатно е балканска работа, затоа што Да. не е само кај нас. Се случува и во соседството. Што правиме Па со како Војо, подписите? верувам од кај нотар, понапред тоа не верувам. Не, зошто? Секако на крај треба да ја помине таа процедура. Значи, без папирологија не е твое. Така. На збор може до по 100 години да биде твое, ама ако не е на хартија, не е твое. Така што, зошто да даваме збор за нешто, кое што не знаеме дека околностите ќе го изменат после, нели, одредено време. Се станува, нели? Но јас сум за следново. Тој кој што е собственик на имотот, тој да ја реши работата. Не да прашува, не да моли, не па ти што сакаш или не. Туку тој е тој што го создавал тоа или па го наследил, нели, тој треба да го предаде понатаму по негово наоѓање кој колку или како ќе се грижи, секако внимавајќи на тоа да биде сепак правдолюбиво и да биде и грижливо, без поделување на машки и на женски. Да, кога сме живееле во едно такво време, било такво, но имало поента зошто е така. Сега не живееме во такво време и тоа нема поента. Нели, ако се давало само на машкото, да, затоа што женското каде што ќе отиде кај машкото, па тоа ќе добие. Но сега не е баш, нели, така и мислам дека контекстите се менуваат, но јас сум за тоа. Тој што има да подели без да прашува тебе ова толку. Епа при крај сме да знаете. Уште ли верувате и уште ли сте спремни да ставите рака во кутивчево? Јас да. Ти да? Да, си Ставам. стојам јас на зборот сега. Стоиш на зборот? Да. Чекај сега ќе станам, да видам. Ајде. Треба ја да се. Значи ставаме рака, од таму да почнам. Од кај Ивона? Ја не ставам рака. верувам. Ти не По ставаш сигурно рака? не. Ја Не кажав ставаш рака, не. Види фацава. Не, ја кажав Не, нели си стоиме до крај од почеток кога Не така ставаш кажав. рака, сигурно? Не. Добро. И Вики ти? Ставам. Дојди. ја. Ајде. Стани. Добро е овдека. Значи, ама не кажуваш што е, него ајде. Да, си ќутам. Си ќутиш, да, Добро. ајде. Ајде, вака треба нешто. Да, ајде. Чекај, ајде. 3-4. Чекам, не мори сврти се натаму да те видат битолчани. Војо мрда. Ја, Војо, ова А убичи. зашто во мене гледаш? Значи, Од шо крај реков, да знам јас ја. ти гарантирам дека нема ништо живо и дека ништо нема. Да мириш се на море. Гледај ме. Ти гарантирам дека нема ништо живо и дека ништо не мрда. Ми веруваш ли? Ао, змиште, ова некој. Ма зашто со мене ги поврзуваш? Види сега, ја пак ја. Викторија, нема ништо и ништо не мрда.
Нема шанс. Нема шанс. Што муаве ти направив денеска, не ми веру. Ајде, Рајте Раче. препоч. Ајде си го вети раче. Ајде си го вети Рачето. 3, 4, идеме. Нема ништо. Не пикна до крај. Да пикнемо се. Ке пикнеш до крај само отецот. Верувате дека нема ништо? Верувам на збор. Добро, сега се очекува од секој да си се прекрсти свештено. Чекај, само да се наместиме убаво. Значи нема ништо што мрда и не е ништо живо. Добро, ставам рак. Ајде. И може слободно да ми прави. Ете, нема ништо. Гледате дека има човек што ми верува. Благодарам многу. Ајде, звади кај го криеш. Нема се прекрсти че верба во Бога после во друго. Важна молитва тука. Значи на крајот што да заклучиме и пак да си веруваме у Бога. Ти само тоа е исправното. Така ли на крај? Ќе ме чува, ќе ме пази. И сега Ивона, криво ли ти што не ми веруваше? Не, јас си а? останав доследна, не. Уште ти изгледам како недоверлив човек. Не си го зима лично, не директно лично, не, Добро. не идеме кон лично, тоа сум ја. Добро. Па ми се допадна, Бога ми. Воја само ми беше тука, нели, како оној лик кој што го препознавате, дека обично носи животинчиња, па чисто само за да виде, нели? Повеќе во Боја не верувате, нели? Мамка ми. 100%. Така. Мене предскоро ми се случи да биде нормално, имавме ново животно и имавме инцидент, добро, ова е веќе службена тајна. Ајде. Во шифри ќе го Ајде, кажам. И животново тргна да ме напаѓа заради тоа што е под стрес, бидејќи нели тазе дошло и ова пред некој ден се случи и една колешка вришти, ама вришти на цел глас. Војо! А она ме брка со... Жана или Лиле? Не кажувам. Неќе да била Се таа. уште е во карантина. И она пишти, ама јас веќе не ја ни регистрирам и сега завршуваме со целата драма, животно се прибира внатре и застанувам и викам, Катерина, знаеш дека не верував дека до толку ти значам? Викам, пиштеше и сега ми доаѓа гласот, ама со закаснување. Се дере до парк. Она за животинче да плачела, поише се Не секирала. знам, ама тргаче, спасете го, као извадете го. А мене адреналин дека се случува нешто природно од животното. И веројатно тој близо контакт, ама добро, ми се докажа дека ете некој во таква ситуација, како со мечката и пријателите, ќе си го видиш пријателот. Ама не тргнала да те спасува, само вриштела. Доволно е, верувај, од луѓе и тоа доволно. Добро. Па за претрапен стрес да ви дадам подароци. Значи ви имате тука научари од Барнер. Кенди ви дава ти витамини и минерали, има и магнезиумче да си земете за да си се многу. смирите малце. Вики, многу. не кеше да ми веруваш. Овде имаме нешто да се почастите, исто така да се заблажите по нештичко. Ето, заради О, стресот, за ова мене. беше од Ете стресот. така за ама. стресот. Чекай само да видам кај ми се. Добро. Од ананас, тука имам, гледате, ова све сум ви направила она лажга, гледате, има овдека хранилка за миленичиња, нели? Ананас Све се тоа мои сум пријатели. подготвила. Значи контекстот. Види, ја ствари да ми се видов. верувате. Да. Се видов и се викам, леле, сега војо, некоја змија го ќе донесе. Ој на крајот ми очекува. Нема добар социјален експеримент беше ова. Нели? Да. добар. Доколку сакате нешто да си земете од ананас МК, можете, овде ги имате во учерите, слободно. Ви благодарам многу. Ве чекам пак да ми дојдете. Сега имаме веќе поголема доверба едни во други и ќе си правиме муабети на други теми. Океј? И ви благодарам што и оваа недела бевте со нас. На крајот ве подсетувам дека ако сакате да студирате постдипломски или додипломски студии, во тој случај одберете го Универзитетот Скопје. За сите проблеми околу забременувањето, тука ви се Newborn Clinic. Одберете Халк банка за ваша банка. Тука ви се zemipari.mk, проверете ги P2P. Ако сакате да патувате, тука ви се IEK Travel и секако кликнете на ananas.mk. Имаат и попусти, имаат и нови производи. А ние се гледаме на YouTube, на Facebook, на TikTok, на Instagram, не има на секаде. Се гледаме следната недела.